Бранко, добро утро по втор пат. Утрото го започнавме со врнежи од дожд. Сега полека, но сигурно гледаме и сонце. Променливо време имаме секако, кое покрај на расположението влија и тоа како на физичкото здравје. Кои се оние симптоми кои што не смееме да ги избегнеме? Колку превенцијата е најдобриот лек? Како влијае промената на времето генерално на нас и на здравјето? Е тема која што ова утро отвараме со кардиологот, споменајте, професор доктор Славчо Тошев. Добро утро, докторе. Добре ни дојдовте во Македонија наутро, иако сме ние на ваш терен. Така е. Ајде ќе започнеме со ова што го кажав и во најавата. Имаме навистина променливо време, некарактеристично за овој период од годината и речи си да нема граѓанин кој што не се жали на некаков здравствен проблем. Влијае ли на здравјето и како? Промената на времето влијаат на здравјето. Времето има три одредници. Едната одредница е температурата, втората е влажноста и третата е атмосферскиот притисок. Нормалниот атмосферски притисок е 980 хектопаскали по старо или 1000 милибари, зависи кој како га. Ако има варирање повеќе од плюс-минус 10%, човекот го чувствува. Влажноста придонесува кај луѓе кои што имаат реума да се активираат, а ниската температура исто така е влошува ситуацијата. Кога вие ќе искомбинирате ниска температура, голема влажност и варирање на атмосферскиот притисок, кој што најмногу се случува при промена на времето, тогаш варира, доаѓаат до така наречените проблеми кои што се најмногу изразени кај метеоропатите. Значи и кај здрави луѓе може да се и посебно во варирањето на притисокот. Зошто? Па атмосферскиот притисок влијае на нашиот притисок. И ако нашиот притисок е нестабилен, склон кон висок или склон кон низок притисок, тој ќе се измести од рамнотеж. Такви денови во месецот отприлike се 5-6 дена. Вообичаено, кога варира притисок повеќе од плюс-минус 10%, плюс-минус 10 од нормалните вредности и тогаш луѓето имаат проблеми. Што е најчесто? Прво, не се чувствува добро. Ние ми дан што викаат кумановци. Значи, второ, главоболка, малаксаност, незаинтересираност. Не може да ги заврши сите работни обврски што планира тој ден на некој начин да ги заврши. И се разбира проблемите што доаѓаат со варирањето на притисокот, пред се болка во главата во задниот дел и исто така болки во очите, нелагодности. Вие, докторите, знаете чисто да кажете дека превентивата е најдобриот лек. Колку во случајот со крвниот притисок истата знае да биде лек? Па вака, дека за крвниот притисок е превентивата многу битна. Битно е што во секој преглед, дури и на мало дете, мерењето на крвниот притисок е составен дел од прегледот. Нормален крвен притисок укажува на тоа дека кардиоваскуларниот систем е стабилен. Овозможува да врши добра регулација, нормалната вредност е 120 со 80, нормална вредност е од 100 со 70 до 140 со 90, но кај млади луѓе треба да биде 120 со 80, некаде на средина, укажува дека целиот систем добро функционира. Луѓе кои што имаат зголемена телесна тежина, не се движат, понервозни, полека притисокот се изместува према погорните граници. И сега познато е дека високиот крвен притисок и проширените вени на нозете се најчести хронични незаразни болести во популацијата кај сите луѓе. Висок крвен притисок имаат 20% од луѓето и секој втор човек на 50 години. Се намалува ли возрастната граница, докторе, на граѓани кои што имаат проблем со се спушта возрастната граница на зошто? Пред се заради начинот на живот. Прво, седечки начин на живот. Овие професии нови што се компјутерџи и ова на сите по цел ден седат. Друго, постресен е животот, понервозен е животот, фастфуд користиме. Сега сме оптоварени со рокови. Поголем број од моите пријатели велат ако може работа да би завршена вчера, да ми платат утре за целата работа, а сето тоа е поврзано со поголем стрес. И на крајот производ на сето тоа е варирање и многу е битна наследната компонента. Имаме цели фамилии кои што имаат покачен крвен притисок. Во последно време, особено по почетокот на ковид пандемијата, голем дел на клинички слики се припишуваат на пост-ковид. Дали хипертензијата може да биде пост-ковид? Хипертензијата е делумно може да се припише на пост-ковид, кај луѓе кои што претходно имале проблеми со бубрезите. Затоа што бубрезите регулираат количината течност во организмот и таа ако е во вишок ќе се јави
Инаку не е толку да биде целосно хипертензијата, но ако претходно си имал притисок и лошо си го регулирал, во пост-ковид периодот ќе треба и повеќе лекови и повеќе дисциплина за да биде регулиран. На што треба да внимаваат граѓаните во овој период од годината, докторе, особено оние кои имаат проблем со крвниот притисок? Прво треба да знаат дека иста количина на лекови антихипертензиви не се пие на лето и не се пие на зима. Дел од луѓето тоа не го знаат. Зошто? Летно време е топло, топлото ги шири крвните сатови, ние се потиме. И на тој начин намачуваме количината на вода, се движиме повеќе. Лековите се најмалку. На пролет и на есен, ваквите термички удари што ние ги нарекуваме и промената на времето, влијаат да луѓето треба појака доза да примат, а во зимскиот период, кога е ладно, кога се стегнати крвните садови, кога јадеме посолено, кога ќе почнат славите и сите тие работи, на некој начин треба терапијата да биде најака. Проблем е првата година. Заедно во консултација со докторот, еден од лековите, ако се користат неколку, треба да биде во поголема доза. Па потоа на пролет и на есен малку да се намали, па на лето уште повеќе да се намали. Што вели вашето работно искуство низ годиниве? Делуваме ли превентивно и се грижиме ли за здравието онака како што се грижиме за сите останати аспекти од живењето? Не. Значи вака, дефинитивно останато е од социјализмот, дека ние не го подразбираме здравието како инвестиција. Во Западна Европа, а посебно во Америка, каде што скапи лекарските услуги и најголем број на банкроти во Америка, лични банкроти се заради не може да се платат здравствени трошоци. Таму постои личен банкрот како тоа. Останато ни е на тоа дека прво не правиме редовни систематски прегледи, па да се фокусираме на нешто што да детектираме и фокусираме на нешто што е хронична болест и кој што понатака во животот може да имаме проблеми. А што значи да го подразбирате здравието како инвестиција? Ќе инвестирам во прегледи, ќе инвестирам во превенција, затоа што ако не работам, не земам пари, а трошам пари за лекови и за овакво. Кај нас никој не се секира. И очекува Фондот за здравство болување да исплатува таму. Секако треба да споменеме некаде и на крајот на разговорот дека кога зборуваме за култура на живење, културата на живење е дефинитивно и одржувањето на здравието, грижата за себе. Значи вака, во балкански простори такво нешто не се признава многу, признаваме само принуда. Што значи, што значи принуда? Мора на некој начин да биде санкциониран оној што не е дисциплиниран. А како се прави санкцијата? Еве, јас сум шведски ученик и пред 30 на години бев на специализација во Шведска година дена и таму пациентите со инфаркт. Таму е се бесплатно. Здравството е апсолутно бесплатно. Ќе го прегледа човекот и ќе му рече треба да ослабиш 20 кила. Еве, за 6 месеци 5-6 кила да ослабиш по 1 кило месечно. И пишува докторот, пациентот мотивиран, он ќе рече ќе ослабам, ќе спроведам, психолог ќе му најдат, нутриционист ќе му најдат, се што треба ќе направат. Ако на прегледот после 6 месеци, он има иста тежина, ништо нема да биде. Ако ослабе е добро, но ако биде здебелен, докторот пишува пациентот е немотивиран и не спроведува со работка и од тој ден трошоците за здравство наредните 6 месеци се ги сносува лично. Затоа што државата го санкционира, не е дисциплиниран за оно што веќе се договорил дека треба да биде спроведено во интерес на неговата здравје. Колку јавното говорење е многу важен аспект. Не, полека кај помладите генерации ова работа станува свесни. Пред се заради тоа дека е здравието инвестиција. Ако он е фриленсер и ако он работи и колку ќе работи, толку ќе заработи. Ако не работи, не заработува, тој на некој начин мора да биде здрав за да заработи и ќе инвестира во своето здравје. Проблеми се луѓето кои што се останати на некој начин од системот порано, каде што некој друг треба да се грижи за него и сега некој друг е крив за тоа што таа болест се случила. Се надевам дека ако барем еден гледач со овој разговор поттикнавме да Јас долго време ова работа јава. Гледате, во превентивните прегледи тие работи тука мора да се вклучи и државата. Зошто? Превентивните прегледи сега да бидеме објективни се прават на онај кој што ќе даде најниска понуда. А тоа не може да биде целосен превентивен преглед. Постојат така наречени пакети, што треба човек од Светска здравствена организација, не сме ги измислиле ние, на 40 годишна возраст жени, од 40 до 50 направат, од 50 до 60,
да се направи ехо на награда, не знам, Папа Николау, не знам, сите тие работи. Ако ти сакаш да биде прегледот 1000-1200 динари, не може да се покрие со тоа. Фирмите, за да некој начин законски се обврзани, прават такви некои прегледи кои што формата да биде запазена, но не суштината. Но нека биде само иницијативно, еве. Не. Значи, тука секаде се вклучува државата, он вели да, ќе направите тие и тие прегледи, а јас дел од трошоците што ќе ги внесете, вака ќе ви ослободам од данок. Значи, таа работа е многу, но кога ќе дојдам да ви направам инспекција, ако не е направено со тоа, казните се ригорозни. Значи, тоа е работата. Државата се вклучува како коректор на сите тие работи. Неслучајно споменавме вчерашниот ден, беше меѓународен ден на хипертензијата, но ние одлучивме денеска да зборуваме и денеска во Македонија наутро, бидејќи сметам дека оваа тема е тема на која што треба да се зборува 365 дена во годината. Ние сме приоритетот, нашето здравје е приоритет. Вака да ви кажам, посебно за хипертензијата, бидејќи е толку честа, а компликациите се ужасни. Половина од луѓето со мозочен удар имаат висок притисок. Една третина од луѓето со инфаркти имаат висок притисок. Значи, самата хипертензија може глава да ве боли, али компликациите кои што додајат после години на хипертензивен стаж, начесто недобро регулиран, срцевата слабост, една половина се со хипертензија. Што се замарува, што не може да оди, кој што е неспособен да работи, тоа посебно во повозрастната категорија. И тоа се случува кај оние што недобро е имат регулиран притисокот. Пијат апчиња, недобро регулиран. Што да правиме во овој период од годината? Што е неопходно за да се заштитиме? Значи вака, во овој период на годината треба редовно да се користат медикаментите за притисок. Добре. Максимално човек да се биде релаксиран и мора да се движи. Значи, недвижењето и стресот се работи кои што ние барем движењето можеме да го контролираме, а стресот можеме делумно да го контролираме. Така да таа работа мора на некој начин да биде под контрола. Докторе, благодарам за разговорот во утринската програма. Ние следна средба може да договориме на наш терен кај нас во студио. Никаков проблем нема. Благодарам. Благодарам вас за поканата. Бранко, останува уште еднаш да ги послушаме и примениме советите на докторот, малку да забавиме, бидејќи генерално и нашиот живот постојано е во движење и апсолутно. Слушате и сами, нели? 30 години 6 бев таму. Ние не сме во мирување и треба да внимаваме. Ноќе да биде дежурно, она ме мрзи. Абе, некој мора да биде. Завршуваме, благодарам, докторе, мора да се одјавиме. Нашиот живот е постојано, ние живееме од адреналин и ова можеби е одличен момент да повнимаваме малку на себе. Си требаме едни на други.